Почнувани добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Општина Кучани аплицира за изградба на фекален колектор во Тракање и за регулација на коритото на Траканска река. Техничката документација е подготвена, а според пресметките овој инфраструктурен зафат ќе чини 77,5 милиони денари. Општина Кучани бара средства од државата за реализација на проект за регулација и заштита на Траканска река од ерозија и отпадни води и за изградба на фекален колектор. Техничката документација е подготвена, а според пресметките, овој инфраструктурен зафат ќе чини 77,5 милиони денари. Со проектот се планира регулација на коритото на Траканска река на 3 делници. Првата е непосредно покрај регионалниот пат Штип-Кочани, втората се простира низ самото село, а третата е прогоре од селото. Трасата на регулираното корито е со вкупна должина од 1570 метри и главно го следи природното корито на реката. За уредување на коритото на реката ќе се градат и посебни објекти за осигурување на бреговите, појасни и каскадни прагови, приодни делници и приодни објекти кај мостовите. Фекалниот колектор со должина од 1636 метри е проектиран да ги прифати целосно фекалните води од населеното место и тие да се одведат до пречистителната станица што е во фаза на градба. Потребната документација е поднесена и општина Кучани очекува дотација што ќе возможи реализација на проектот и подобрување на инфраструктурата во Тракање. Асфалт ќе добијат улици во 6 населени места во Кучани. Улиците се со должина од 100 до 190 метри и сите се со ширина од 3 метри, со веќе изведена водоводна и фекална канализација. Наскоро ќе започнат градежните активности за асфалтирање улици во селата Прибачево, Мојанци, Грдовци, Долни Подлог, Горни Подлог и Тракање. Општина Кучани веќе го склучи договорот со изведувачот Копи инженеринг од Студеничани, пошто идната седмица се планира воведување во работите, соопштија од Оделението за уредување на градежно земјиште. Улиците се со должина од 100 до 190 метри и сите се со ширина од 3 метри, со веќе изведена водоводна и фекална канализација. За изградбата на овие улици се наменети 2.672.000 денари од буџетот на општина Кучани. Виница беше домаќин на првата енергетска трибина во организација на Стопанската комора за енергетика и Манасков доел. Целта на одржување на трибината беше да се информираат граѓаните за можностите што ги нуди енергетиката во Република Македонија. Информирање на сите компании и граѓани за огромните можности што ги нуди енергетиката во Република Македонија, инвестициите во мали хидроцентрали, фотоволтаици, ветерници, откуп и продажба на електрична енергија беше целта на првата енергетска трибина што се одржа во Виница. Главната цел на трибините на сите 85 општини да им се помогне и како на градоначалници, а воедно на граѓаните и компаниите да успеат да се запознаат со енергетиката, законот за енергетиката, можностите и како поевтино да дојдат до поевтина електрична енергија. Политичката енергетска нестабилност во Република Македонија доведе да, како што денеска видите, имаме да немаме електрична енергија баш за оваа трибина, а за да не дојде до такви моменти мора да имаме постабилна прво дистрибутивна мрежа, брза интервенција, а воедно состојбата во Македонија околу обновливата електрична енергија е многу мала, значи многу малку хидроелектрани имаме. Чебрен галиште уште не се изградени. Ветерници имаме 15 одлични локации, од кои што само Богданци е како локација изградена, а за фотоволтаични централи доволно е секое домаќинство да си постои на својот кров. Али, битно е државата, најбитно е МЕПСО да може таа електрична енергија да ја контролира, балансира и заедно со сите лиценцирани компании кои што имаат лиценца за снабдување и тргување на електрична енергија да можат точно да ја балансираат и да знаат како треба и што треба да се таа продава, купува, тоест откуп и продажба на таа електрична енергија. Ниедна компанија
нема да финансира и инвестира во Македонија доколку нема ефтина електрична енергија. Главна и клучен дел во било која инвестиција е цената на електричната енергија. Ова е прв состанок кој што го реализира општина Виница заедно со Стопанската комора на Република Македонија за енергетика. Значи пред се беа повикани сите градоначалници од регионот, представници од владата на Република Македонија, собственици од општина Виница и соседните градови, каде што беа запознаени во делот на ефикасноста на енергетиката, затоа што знаеме дека сега енергетиката во Република Македонија е многу малку застапена или некаде околу 17%, меѓутоа во доста развиените западноевропски земји овој процент е доста поразвиен, 60 до 70%. При тоа имавме представници од другите институции кои што запознаа како треба да се аплицира, кои се условите и како може да се добијат средства од страна на владата на Република Македонија, на Европската унија и пред се нивната заинтересираност како може тие да аплицираат за да добијат средства во врска со енергетската ефикасност во нашата општина и во Република Македонија. Пред присутните своје излагање имаше и експертот за ИПАРТ Кирил Тодоров, кој ги презентираше мерките и постапката за аплицирање на ИПАРТ и добивање средства. Во рамките на овие трибини кои што ги замисливме од 85 во секоја општина во Република Македонија, ќе се осврнеме на развојот и искористувањето на обновливите извори на енергија, меѓутоа ќе се осврнеме и на начините на кои што може да луѓето, односно потенцијалните инвеститори да инвестираат и да користат одредени средства кои што им се на располагање, ако што потекнуваат од Европска унија. Пред се тоа е ИПАР програмата преку која може да добијат средства за нивните инвестиции, идни инвестиции кои што ги планираат, а се поврзани со искористувањето на обновливите извори на енергија. Пред се работи за европски пари, меѓутоа дел од овие пари се и од Република Македонија, од буџетот на Република Македонија. Нашите фирми се обидуваат да им помогнат на потенцијалните апликанти како да стигнат до тие средства, како да аплицираат, како да направат една успешна апликација и да ги искористат средствата од Европска унија кои што се на располагање за развој на вакви бизнеси. Вакви трибини е најавено да се одржат во сите општини во Република Македонија. Крводарителска средба по повод одбележување на Светскиот ден на крводарителите се одржа во ресторанот Аледар во Кочани. Беа поканети повеќе кратните крводарители и им беа врачени благодарници, значки и плакети во знак на благодарност заради даруваната скапоцена течност. Околу 100 крводарители од општините Кочани, Зрновци и Чешиново облешево на заедничка средба по повод Светскиот ден на крводарителите 14 јуни. Оние кои скапоцената течност ја дарувале повеќе од 5 пати, добија признанија и награди од општинската организација на Црвен крст Кочани. За 75 пати дарувана крв, Кочанската организација на Црвениот крст признание им додели на Тиме Златков и Ванчо Василовски. Денеска на светско ниво се одбележува 14 јуни, Светскиот ден на крводарителите. Овој ден е назначен од Светската здравствена организација со цел да се даде почит и признание на доброволните, на крводарителите кои доброволно и несебично ја даруваат својата драгоцена течност, исто тоа секако нели спасуваат човечки животи. Темата на овогоденешното одбележување е крвта не спојува сите нас. За таа цел на локално ниво денеска Црвен крст на Република Македонија, општинска организација Кочани, спроведува традиционална крводарителска средба на која се поканети повеќе кратни крводарители, оние кои имаат дарувано 3 пати за мажи во 2017 година и 2 пати за жени во 2017 година. На ова крводарителска средба ќе бидат врачени признанија на крводарители за 5, 10, 25, 50 и 75 пати дарувана крв. Па можам да споменам дека благодарница за 75 пати дарувана крв оваа година ќе добиде Златков Тиме и Василовски Ванчо. На средбата им беше одадена почит и благодарност на крводарителите, кои со своето дарување крв го даваат животоспасувачкиот подарок на оние на кои им е потребна. Целта на ваквото одбележување е да се подигне свеста за значењето на крводарителството и за потребата од регуларно дарување крв.
Градоначалникот на Виница Ивица Димитров организираше прием за средношколците кои се закитија со интернационална бронза на меѓународната конференција на млади научници што се одржа во Белград. Истражувањето на домашните и странските сорти на ориз како тема за учество на интернационален надпревар на меѓународната конференција на млади научници што се одржа во Белград во силна конкуренција со учество на ученици од 30 држави им донесе 2 бронзени медали на ученичките во прва година во средното училиште Ванчо Пракевиница, Ана Павлова и Ана Атанасова, за кои деновиве прием организираше градоначалникот Димитров. Во Белград се одржа меѓународната конференција на млади научници, на која што и ние учествувавме со проектот Квалитетивните својства на некои домашни и странски сорти на ориз. Ние го зедовме бронзениот медал и да конкуренцијата беше силна и мило нешто успеавме сепак да земеме нешто. Сето тоа беше под менторство на професорката Елида Ангелова, која е професорка по биологија во нашата гимназија. По надпреварот во Белград следуваше надпреварот во Измир, на кој што учествуваа учесници од 25 држави. Исто така зедовме бронза и на тој медал и учествувавме во областа на биологија. Димитров со отворена поддршка за успешните ученици најави финансиска помош за сите учества со кои се потврдуваат и докажуваат квалитетот и амбициите во образованието, а дополнително ќе следуваат и соодветни награди од општината. Во Виница се одржа регионален концерт на староградски песни. Истиот се одржува неколку години наназад и е во организација на Домот на културата Тошо Арсов. Виница, Берово, Делчево и нивните жители треба да бидат горди подржувачи на музичкиот елан и волја на следбениците на стариот народен милос, на изворната македонска песна, на луѓето кои со силата на традицијата му прекосат на модерното време. Виничани ја имаат групата Серенада како генерацијски следбеник на стариот состав распеани виничани. Делчевци ја имаат групата Ѓурѓа, а беровци продолжуваат со оркестарот при Домот на културата. Синоќа во Виница настапија со репертоар на песни од нивното локално творештво. Традицијата е долга. Ние ја возобновивме, едно време беше прекината, меѓутоа сега последните може би 6-7 години е повторно возобновена и тоа успешно. Со соработка со оркестри од регионот, од Берово, Делчево, Кочани, ланската година имавме од Струмица, Гевгелија и така, значи проширена соработка. Вечер имаме гости од Делчево, значи пејачката група Ѓурѓа и Делчевски еснави оркестарот. Исто така другите беа од оркестарот при Домот на културата Димитар Беровски од Берово, кои што ни гостуваат прв пат. Значи тоа треба да го нагласиме. И секако ние домакините, значи оркестарот Серенада од Домот на културата Тошо Арсов од Виница. Ние сме веќе можеби 4-5 година поред во Травња, Република Бугарија и веќе не знаеме дали сме таму гости или сме домакини. Последниот пат имавме малку поголем простор, значи застапено простор, така што имавме концерт од 40 минути. Што значи дека таа главната вечер, втората вечер, односно главната вечер беше тотално, значи наша вечер, да кажеме, на оркестарот Серенада и имаше огромен број на публика, туристи имаше и мислам дека ефектот беше навистина како амбасадори на Република Македонија, да. Концертот во Виница, кој што се одржува години наназад, е во организација на Домот на културата Тошо Арсов. На 15 јуни во Градскиот парк, на 16 јуни во Трговскиот центар во Кочани, ќе настапуваат уличните забавувачи во рамките на фестивалот Баскерфест 2018. Познати танчари, музичари, акробати и жонглери имаат за цел со смеја да ги заразат жителите на Македонија и да внесат ведрина кај луѓето. Баскер ја пречекува публиката не само со улични артисти и музика во живо, но и со низа различни понуди за незаборавна забава, представи, пантомима, креативни активности и ликовни изложби. Баскерфест е првиот меѓународен и мултикултурен уличен фестивал во Македонија со деби во 2006 година. Фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари заминува на неколкудневна турнеја во Република Бугарија. Ќе учествува на 5-тиот поред Балкан Арт фестивал, што традиционално се одржува во општина Карнобат.
Фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари со 30 членови вечерва на 14 јуни заминува на турнеја во Република Бугарија. Ќе учествува на петиот поред Балкан Арт Фестивал Карнобат 2018, општина Карнобат, област Бургас, Република Бугарија, што ќе се одржи од 15 до 17 јуни. Фолклорниот ансамбл ќе настапи на 15 јуни, која ќе биде свеченото отворање на фестивалот, и на 17 јуни на затворањето на фестивалот. Ансамблот ќе се представи со сплет на изворни ора од осоговијата и со инструментална изведба на оркестарот на изворни народни инструменти. 16 јуни, сабота, ќе биде слободен ден и ќе биде искористен за разладување на градската плажа во Бургас. Фестивалот е во организација на Прима агенција од Софија, а фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов во него учествува трети пат. 23-тите регионални спортски надпревари на пензионерите од источниот регион ќе се одржат в сабота на 16 јуни, чиј домаќин ќе биде Кочанското здружение на пензионери. Се очекува учество на над 300 пензионери. Здруженијето на пензионери на Кочани в сабота на 16 јуни ќе биде организатори и домаќин на 23-тите регионални спортски надпревари на пензионерите од источниот регион. Се очекува учество на над 300 пензионери во машка и женска конкуренција, кои ќе се надпреваруваат во 11 спортски дисциплини. Подготовките за предстојните регионални спортски надпревари се веќе завршени и очекуваме масовно учество на пензионерите спортисти од Здруженијата на пензионери на Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево, Берово и домаќинот Кочани, истакна Ѓорги Серафимов, председател на Кочанското здружение. Според Серафимов, атлетските надпревари во машка и женска конкуренција ќе се одржат на градскиот стадион Никола Мантов, салонските надпревари во шах, домино и табла во ресторанот Амор, стрелањето на градското стрелиште, додека надпреварите во шутирање на гол и фрлање кош на спортските терени кај тениското игралиште. Свеченото отворање на спортските надпревари е закажано за сабота 16 јуни со почеток во 9:30, на кое се очекува свое обраќање да имаат председателот на Здруженијето на пензионери на Кочани Ѓорги Серафимов и подпредседателот на Сојузот на пензионерите на Македонија Салтир Каровски. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.